Да, така е. На лице место, трето по ред ова утро, да кажеме, една убава вез. Значи, ако првото линковско вклучување зборувавме за блокади, второто за една хумана акција, на третото линковско вклучување со двајца млади луѓе кои што ќе ни кажат за еден интересен надпревар кој што ни предстои. Бест Скопје организира и оваа година, како години наназад, еден инженерски надпревар ИН 2022 година. Веќе се при крај или собрани се тимовите, ќе ни кажат многу повеќе Катерина Краљевска и Владимир Китановски во ова линковско вклучување. Еве за почеток Владимир бил дел од тимот кој што минатата година учествувал на овој инженерски надпревар и толку бил фасциниран со сево ова што решил дека треба да учествува во организација на овој. Така е, да. Јас учествував лани во еден од тимовите кои што учествува на тоа издание таа година на надпреварот и толку многу ми се допадна искуството и толку многу се запознав со луѓе и видов како изгледа се тоа што, како што реков тебе, сега сум еден од организаторите, така што еве навистина ми е драго што сум тука да можам сега да го промовирам овој настан. Така. Што би ни кажале? Колку се задоволни овој пат од луѓето, од студентите? Кои се беа поканети? Јас знам, но не знаат нашите гледачи, ајде да ги информирам. Така, значи, иако се работи за инженерски надпревар, сепак ние како организација, без Скопје организација на УКИМ, и од тука ги покануваме сите студенти од сите области на УКИМ да се пријават доколку сметаат дека можат, бидејќи иако задачите се од инженерски карактер, сепак не се работи за, да речам, решавање задачи или проблем кој што е од таков еден ригорозен карактер, туку повеќе се гледа на идејно решение кое што треба да даде некаква концептуално решение на проблемот кој што е поставен. Така што кои студенти се опфатени, сите студенти кои што сакаат да се пријават од нашиот универзитет. Супер. Именјачке, како оди со пиар стратегијата, дали сте задоволни од она како медиумите дознаат, дали студентите се веќе информирани, дали се формирани тимовите? Па тимовите се уште не се формирани заради тоа што вчера ни заврши пријавувањето и главната промоција. Искрено многу сум задоволна како се одвиваше промоцијата, бидејќи имавме голема интеракција со студентите. Често поставуваа прашања, доаѓаа на штандовите и беа заинтересирани за овој настан. Да. Не знаеме колку се точно тимовите заради тоа што денеска или деновиве ќе се откријат, но ајде повеќе за тоа каде ќе се случува и која е фирмата или компанијата која што го поддржува овој надпревар во двете категории. Тоа да споменеме, Владимир, Катерина, дека има две категории во кои што ќе ги покажат своите вештини младите студенти. Така, значи на инженерскиот надпревар има две категории, Case Study и Innovative Design, каде што двете категории, проблемите кои што се решаваат во тие категории не ги смислуваме ние, туку се направени во соработка со партнер компанија. Годинава имаме една партнер компанија за двете категории, тоа е Костал од Охрид и тоа значи дека надпреварот ќе се случува таму во нивните простории во Охрид. Катерина, дали пак е се спремно кога патувате за Охрид, кога тимовите ќе треба да стигнат таму, кога ќе се кажат тие реални проблеми, колку луѓето всушност пред тоа, односно студентите, знаат што се оние работи кои што ги очекуваат таму? Па информирани се за како ќе се одвива надпреварот, со тоа што ќе имаме официјално отварање во понеделник на 12, меѓутоа самиот надпревар ќе се одржи во Охрид на 15 во четврток и бидејќи ќе бидеме само еден ден таму, утрото ќе се оди вечер. Така се вратиме тука. Супер, да. Сега, Владимир, мора да ми го споделиш искуството од минатата година, кое што нели те фасцинираше, па мораше да станеш дел од организацијата или посака да станеш дел од организацијата на овој годинешниот. Значи, која беше тогаш компанијата и што требаше Владимир да реши заедно со својот тим? Така, јас тогаш бев член односно учесник во Case Study категоријата. Компанијата која што ги правеше задачите беше Microsam. И тоа што најмногу, да речеме, воодушеви од село покрај целиот инженерски дел и покрај контактите кои што ги воспоставив со компанијата и кои што нели и сегашните учесници сега кога ќе ги воспостават со Костал, она што е навистина исклучително во Бест Скопје како организација, прво е односот кој што се има со членовите на организацијата, односно целиот настан е организиран исклучиво од студенти. Еве, ние тука како дел од тимот сме едни од тие кои што имаат направено многу, да речем, за да се направи ова, и студентите се тие кои што прават се. Така што можам да кажам дека еден голем дел од искуството се тие познанства и со другите учесници,
на надпреварот и со компанијата, меѓутоа исто и со Бест Скопје како организација, бидејќи мислам дека тоа е едно искуство кое што е, јас би рекол, незаменливо. Не ни кажавте само што беше вашата задача. Да, на мојата категорија, на case study, задачата беше да се смисли концептуално решение за како при некоја фабрика, во некое производство, кога ќе дојде робата во камион, како пакетите, односно палетите, кутиите се едно, да се префрлат автоматизирано од камионот на лента, со цел луѓе да не мора да ги префрлат, бидејќи тоа е опасно. Така, што реши Владимир, што направивте вие во својот тим, што беше вашата улога? Во нашиот тим тогаш можам да кажам дека работата изгледаше прилично хаотично, така што не би можел да ви кажам која беше мојата улога, меѓутоа тоа што е интересно е дека од тој тим сите четворица што бевме членови на тој тим сме моментално членови на Бест Скопје и моментално двајца, значи јас и уште еден студент сме моментално членови на организацијскиот тим на ИН 2022. Катерина, уште пред крајот на овој разговор да прашам само, нели, задоволни сте како излеза промоцијата или колку медиумите, нели, посакаа да бидат тука, па да бидат медиум до гледачите, па да ги информираме многу повеќе луѓето дека и убави работи ни се случуваат, нели? Како беше и Никола Тесла бил на ИН, така некако е слоганот на целово ова. Овој инженерски надпревар е само еден од, нели, многуте нешта кои што вие ги имате како задолженија веројатно на факултетите, но што потоа? Еве Владимир спомена, тоа се искуства, тоа се споделени работи, тоа се можност за соработка со компаниите. Всушност ние им даваме можност на студентите да добијат едно поинакво искуство надвор од традиционалните програми на факултетите, заради тоа што ваквите надпревари се најблиску што може да бидеме до тоа како е на вистина да се биде инженер и како е да се работи за една инженерска компанија. Сега учесниците кога ќе присуствуваат, нели, на надпреварот во Охрид, ќе имаат можност да се запознаат и со врвни инженери од Костел, да разговараат со нив, да побараат совети и исто така да дознаат, да ги посетат работните простори на Костел и да дознаат како функционира компанијата. Така, сум била во Костел, сум имала искуство такво, во оние цели, нели, бели облеки со комплетно, нели, да речеме, како да речам, одредени насоки за движење. Знам дека ќе биде интересно, но само да го прашам пред крајот на ова ликовско вклучување, Владимир, имаше победник на минати годишните или не? Сите имате реално решение, креативност, иновативност, запознавање, искуство, дружење и се? Да, инженерскиот надпревар сепак е надпревар, односно има ранг листа на крај за тоа кој тим колку победува и второ место и слично. Оценувањето на решението кое што на крај се презентира, секој тим го презентира своето решение, оценувањето го врши Костел, значи инженерите од таму, бидејќи всушност и проблемот кој што се решава е реален проблем кој што тие го имаат, не се работи за симулација некоја, да. Така што така се врши оценувањето, односно инженерите на Костел во соработка со некои членови на нашиот тим кои што се задолжени за тој дел, да речем, за задачите. Така се одредува кој е победникот. Така е, добро. Многу ви благодарам за ова споделено искуство. Убаво беше што зборувам изубави нешта, нели, во рамките на утринската наделма и само да им посакам на сите, нели, учесници да најдобро решение понудат, нели, или да бидат победници, како вели Владимир, на она ранг листа, и тоа е тоа. Костел останува оваа година оној кој што ги поддржува како компанија младите сили, да речеме, младите студенти кои што на реален проблем, нели, на реален проблем кој што тогаш ќе им биде зададен, нели, ќе го решаваат тогаш и ќе имаме можностите ние веројатно да видиме кој од нив ќе биде најдобриот или кој тим ќе биде најдобриот. Значи инженерски надпревар се случува следната недела на 12 почетокот на 15 е самиот надпревар.